Постојат оправдани сомнежи дека изборите кои што се пред нас, парламентарните и председателските, дека ќе бидат највалкани во досегашната македонска историја. Зошто ќе биде тоа така и дали ќе биде тоа така ќе видиме, иако навистина предвидувањата, предпоставките на многу луѓе се дека тоа ќе биде така, дека ќе има вмешување од многу странски фактори, иако други не веруваат дека тоа ќе биде така. Во тоа сакаше да не убеди американската амбасадорка овде кај нас пред неколку дена, кога ја убедуваше или уверуваше македонската јавност дека си правиме сите ние некој вид на теории на заговор во глава, дека State Department, американската држава, дека се меша во внатрешните работи на одредени земји, дека тие никогаш не се мешале, дека се тоа само фантазии кои што се создаваат во главите на малите народи, дека тоа не е така. Оставаме нели на вас како гледачи сами да одлучите, тоест да поверувате во тоа што таа го кажуваше или не. Историјата го зборува токму спротивното, дека токму таа држава учествувала во многу државни удари, пучови и така натаму низ цел свет, поготово од 50-тите години на минатиот век до денес. Но, тоа нема да биде тема на вечерашнава емисија. Вечерашнава емисија тема ќе бидат изборите кои што се пред нас, особено председателските избори, затоа што и гостинот ќе биде дел од нив. Ова е лизгачки старт на М телевизија. Јас сум Сашо Тасевски и се надевам дека ќе уживате во наредниве 1 час. Во време на пандемијата беше можеби една или од ретките светли точки на крајот на информативниот тунел во кој што живеевме тие 2-3 години. Не само овде кај нас, туку во регионот. Беше интересно да се слушне во тоа време на информативен мрак на една невидена пропаганда. Беше интересно да се слушне еден глас кој што не одеше по теркот или по волјата на мејнстрим медиумите, на мејнстрим експертите од фелата кои што го креираа наративот за пандемијата, за заштитата од неа, за вакцинацијата и така натаму. Човекот кој што на еден начин застана против таа камарила на лажни вести и на пропаганда, на некој начин си обезбеди во јавноста една позитивна слика за себе и беше посакуван лик на екраните токму во тоа време, затоа што навистина одеше против сите. Со мене вечерва го имам Вело Марковски, инфектолог, но она што е поважно е тоа дека Вело, господинот Вело Марковски, се кандидираше или ќе се кандидира за наредните председателски избори како независен кандидат, затоа што смета дека може со своето искуство, со своето знаење да придонесе оваа држава да биде многу подобра. Вело, добро вечер, добро те најдов. Добро вечер, ви благодарам на поканата. И на почеток ќе те прашам што те натера, што беа мотивите да влезеш во председателската кампања како независен кандидат? Вака, значи долго размислував. Тој процес траеше околу 1 година, по претходно некакви анкети, сондажи и така натаму. И требаше да се решам дали воопшто ќе одам како кандидат. Мотивите беа едноставно сакав да излезем од досегашната пракса на избор на председател на државата по некаков партиски терк. Односно, најчесто тоа се сведуваше во последните барем години на луѓе кои ќе бидат на некој начин маргинализирани. Од друга страна, соочен со возраста, мојата возраст, каде што веќе немаме време за да нешто направиме за нашата држава и за нашите идни генерации,
се чувствував како човек кој ете на некој начин ги изневерил тие идни генерации, бидејќи ние во нашава генерација, каде што направивме преот од една друга држава, во самостојна држава, некако почнавме да се тргаме, остававме други луѓе да водат грижа за државните интереси. Дојдовме до една состојба во која јасно ни е на сите дека по многу параметри сме држава далеко од европските критериуми, држава која и во владење на право, и во науката, и проблеми со довербата во институциите, иселувањето на младите. Сето тоа сметам дека може да се запре и треба да се запре. И воопшто не се сложувам дека председателот е маргинална личност која не може никакво дејство да има на овие процеси. Напротив, мислам дека председателот досегашните, барем последните, сами избраа да бидат маргинализирани. И мислам дека бидејќи сега имаме држава, треба да се избориме внатре интелектуалци што повеќе да влезат луѓе кои си ја сакаат државата и кои се способни да видат, тоа е единствен критериум, да влеземе во институции и преку институции да ги полека санираме овие аномалии. Македонија е мала држава, меѓутоа Македонија е богата држава со многу големо, богато искуство и во процесот едно исто така од тие што превагнаа да се кандидира беше постојаното негирање последниве години на македонскиот идентитет, пред се македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската нација. Мислам дека веќе веднаш на самата промоција и потоа на платформата за коалицирање кој дадов, кажав јасни ставови дека македонскиот народ е повеќе милениумски, македонскиот јазик обстојува повеќе милениуми, нацијата е точно дека ние 2 века можеби понова, меѓутоа нациите се сите нови, нели како нации. Така да тука мислам дека мораме ние, нашиве современици да направиме, да дадеме максимум да овие работи ги промениме. Господине Марковски, тргнувате како независен кандидат. Така. Имавме примери во минатото дека одредени луѓе, политичари, тргнуваа како независни кандидати, некои станува и председатели на држава. Киро Глигоров, ако не се лажам, тргна како независен, но побара поддршка од тогаш Социјалдемократскиот сојуз, ја доби и победи на изборите во 2 мандати, нели? И вториот мислам дека одеше како независен. Така е. Дали вие имате намера или сте размислувале да побарате поддршка од вашата партија, која што бевте, мислам, и се уште сте член ВМРО ДПМН, и дали мислите дека ќе ја добиете таа поддршка? Сега не знам, и ВМРО не се изјаснува со дали ќе има свој кандидат, дали ќе... Ама еве ме интересира вашето мислење. Како да кажам, досега се случуваше, значи, мојата партија по идеологија, бидејќи нели во партиите луѓе влегуваат од идеолошки причини, а некои од други некакви причини, нели од остварување на некаква корист, материјална или политичка. Јас сум во таа партија од 90-тите години, нели, со јасна идеологија, од таа идеологија нема отстапување. Меѓутоа, на неколку пати на витални и значајни места во државата, мојата партија поддржа луѓе од други или независни кандидати или од други партии, што е парадоксално. Јас во најавата, уште кога рано, на 19 октомври, рано за мене, и тоа не е рано, требаше многу порано, искажав еден надеж дека можеби мојата партија сега ќе постапи спротивно, ќе поддржи свој член, нели, кој оди независен. Тоа не е официјално го побаравте, го представивте? Не, јас не сум побарал на... Гледајте сега. Значи, тука имаме некоја процедура која до ден денеска не е јасна, веројатно и вас и мене, не ми е јасна. Значи, ако одиме на претходните парламентарни избори, некаде 4 јануари е распишан јавен оглас за луѓе, значи има некаков терк, некаква процедура. Зада на 16 февруари има конвенција, представување на програмите на тие кандидати и се прави избор. Сега ние сме всушност на една недела пред објавување на изборите и до сега мислам дека ваква една состојба каде што не се знаат
кандидати на големите партии, мислам дека немало и дека е погубно за демократијата за Македонија. Дојдовме веќе во состојба кога едноставно партиите ќе им речат на гласачите: вие нема што да бирате, ние избравме, еве ви го кандидатот, сега гласајте го. И тоа е тоа што не се сложував. Значи постои опција веројатно, иако се уште јавно јас не ја видов начинот на кандидирање сега у мојата партија, нели? Дали ќе биде повторно со некаков конкурс или со некакви други услови, кој се ќе може да учествува на таа конвенција која е закажана на 2 март? Сега тоа сакав да ве прашам, извинете ве прекинав. Дали постои и во досегашното ваше искуство од политиката, од партијата, дали постои она изборна демократија при избор на кандидат за председател, да се прашаат местни комитети, да се гласа, да се сондираат, да се анкетираат членството, да се види кој како стои, нели? Дали до сега се одело по тој терк, по таа процедура? Има примери каде што се одело и мислам дека во самиот статут е предвидено да овие кандидати поминат по општински комитети, да се представат, нели, да ги видат, да има една од базата да тргне предлогот, меѓутоа сведоци сме дека овој пат не е така и ние на една недела пред распишување на избори не знаеме кој ќе биде кандидат од една страна, од друга страна некои од можните кандидати, и тоа не е, по мене е некоректно, во најмала рака некоректно, да постојано се медиумски прикажувани, нели, визави другите кои можеби ќе се пријават. Имаме кандидати кои се буквално 2 до 3 пати на некоја политичка емисија во изминативе месеци. Значи голем број на настапи кои може да значи и не мора да значи. Кои што официјално не се представени како кандидати, но вие предпоставувате дека тие ќе бидат. Така. Ако да речем има 5 кандидати, би требало да имаат сите 5 еднаков горе-доле. Не може идеално да биде, меѓутоа да имаат некаква застапеност да ги искажат своите ставови. Од друга страна гледаме дека и кај другата голема партија, нели, големи под наводници, големи се со законските одредби. Да. Исто така не гледаме и во Социјалдемократскиот сојуз, не гледаме критериуми, начин на избор, значи се уште се држи значи начинот како ќе се избере не го знаеме. Настрана од тоа кого ни ќе избера, тоа е нивна работа. И меѓутоа не знаеме на кој начин ќе се бира кандидатот. Или дали ќе се оди со некакви предизборни коалиции или сојузи и така натаму. И се тоа навистина мене ме загрижува. Од друга страна, побарање, мислам дека на демократската јавност и опции и така натаму се побара да се донесе нов закон за избори, за изборниот процес и на лидерската средба која беше отприлика пред месец и пол кога се договараа заеднички избори, нели, техничка влада и така натаму, колку јас што знам беше договорено дека тој закон ќе оди, ќе се изгласа и ќе се оди со нов закон кој требаше да биде многу поповолен за малите партии и за независни кандидати. Јасно е дека веќе нема време, нема да се донесе. Како и што секој изборен циклус се ветуваат истите работи. Се ветува, меѓутоа овие можеби не е замарен, меѓутоа да кажеме, да речеме во самото медиумско представување, зошто се овие големи партии, со закон е предвидено вака: двете парламентарни партии, двете најголеми парламентарни партии имаат 45% средства и застапеност на медиумите. Двете најголеми опозициони партии исто така имаат 45%. Парламентарните партии имаат 7% и вон парламентарните партии имаат 3%. Значи за локалните избори дојдоа 45 независни кандидати и мали партии да делат 3% медиумско представување. А останатите тие две да имаат по 45%. Тоа е сериозен проблем на македонската демократија, ќе ја наречам. И многу замерки од европските институции кои пратат на ова, меѓутоа едноставно големите партии ми одговара и не сакаат да го сменат тоа. Дури со закон луѓе, јас не сум тој, меѓутоа има субјекти кои имаат средства, не можат и да имаат средства, не можат да финансираат и да бидат позастапени на медиумите, бидејќи тие средства пак не ги плаќаат партиите, туку Министерството за финансии ги префрла директно на медиумите. Значи има многу тука аномалии и на некој начин во една очекувано демократска држава, значи каде што јас и се уште верувам дека така ќе биде, каде што треба да имаме национални телевизии кои треба
да ги прикажат можните кандидати. Ние гледаме дека сега јас барем до сега од националните телевизии бев викнат само на телевизија Сител. Првиот ден. Во другите дури не се ни анализира или не се спомнува и така натаму, што сосема не е во ред. Значи, кандидатот таков како што е, телевизиите треба да го прикажат, не е нивно да одлучуваат или да селектираат и така натаму. Дали мислите дека кога ќе влезе во полник кампањата на последна фаза, дали мислите дека ќе бидете повикан во тие дебатни емисии кај што ќе бидат соочени председателските кандидати? Вака се, значи тука имаме голем проблем. Самата кампања трае 19 дена. И таа е небитна по мене. Изборниот процес трае 60 дена, е пократок од председателскиот и многу пократок од парламентарниот. Значи, во изборниот процес на независните кандидати им треба тогаш, нели, во почетокот им треба медиумско представување, затоа што ако нели има два можности, со 30 пратеника, тоа можат само две партии додат, или со потписи од граѓаните, тоа се 10.000 потписи. Оној момент кога некој ќе собере 10.000 потписи, тогаш мислам дека веќе по закон мора да биде рамноправно викан. Ме разбирате? Значи он тогаш веќе тој што ќе собере 10.000 веќе мора да биде викан на дуели, мора телевизиите да му дадат рамноправен по законот барем овој застапеност. Тоа е друго. Меѓутоа од аспект на рекламите, тоа што го зборував, значи самите партии нели финансираат или независни, тие се тие квоти каде што државата одвојува, да речеме сега 2 евра, 3 евра се по гласач, заедно со споени се со парламентарните, значи некаде се работи за 6-7 милиони евра. Тоа е голема сума која ќе се распредели, реков по 45%. Но на нееднаков дел, да. Нееднаков дел и сега барем експертиве неколку дни прашав, не може да ме објаснат, добро. За време на парламентарни избори, локални избори има нели опозициони партии и партии на власт, така? За време на председателски избори председателот е избран од сите граѓани. И зошто сега во следниот циклус би одел и овај досегашните најчесто да и како независни кандидати. И таа распределба никој јасно не ја кажува зошто да не биде сега исто. Ако се 4 кандидати, тие средства да ги делат 4 кандидати, а не да ги делат затоа што доаѓа од партија која е на власт. Таа е на власт во парламентарните избори или е власт во локалните избори. Меѓутоа на ниво на председател нема партија на власт и нема опозиција. Кој е опозиција? Председател треба да биде одвоена од партиската. И која е опозиција на председателот? За да он има 45% медиумско прикажување. Кога више дојдовме на оваа тема интересна, колку до сега во историјата на независна Македонија председателите кои што беа избирани, колку беа независни во вистинска смисла на зборот, од партиите од каде што доаѓа или од партиите што максимално ги поддржаа да станат председатели? Колку беа независни? Не може вака црно-бело не е ништо, нели? Има одредени теми каде што лошо е што имаме совпаѓање. Например, најчесто председателот на државата беше во исто време владее со партијата која го поддржала, која е на власт, нели? Друго беше кога имаше, например, господинот Иванов, кога беше остана одреден мандат со промена на власта, веќе тука се виде вистинската функција на председателот, каде што одредени по него или витални интереси пробуваше или закон да не потпише и така натаму. Во секој случај мислам дека господинот Глигоров беше јака личност и се наметна како председател кој влијаеше на и општествениот, ниту и на политичкиот живот во Македонија. И за мене, ајде сега да не влеземе со критики, меѓутоа последниот мандат е на некој начин само избрано маргинализирање на актуелниот председател кој воопшто не сака да се замери или да застане во одбрана на виталните интереси на државата и на народот и на нацијата. Да, јас морам да забележам дека кај него беше видлива тој, како да кажам, тој спин што го направи од она што го зборуваше пред кампањата, за време на кампањата и од она што го правеше многу подоцна. Имаше во тоа време ветувања дека никој лут нема да го смени името, никој лут нема да направи ова.
излезе дека се она што декларативно се залагаше дека е против, дека сето тоа го прифати без никакви забелешки кога стана председател на држава. Да не ми избега само да, тука, ме подсетивте. Да. Значи, за мене е многу недемократски и многу не е во ред да ветуваш едно за време на избори, а потоа да го смениш. Како што дури и да се оправда тоа дека за време на избори, баш од тие некои гарнитури имаше, нас ни е дозволено за време на избори да зборуваме се, а потоа ние сами ќе процениме што е корисно и што е добро. За мене тоа е неоправдано и тоа што се ставовите кои ќе се ветат на избори треба да се обстави на тие ставови и да се издржи, за да може следниот циклус граѓаните да знаат таја партија или тој председател или тој кандидат дека тоа што го ветил се трудел или во најголем дел го отстварил. Ваква една теза ги деморалисува и граѓаните, нели? Сега ние одиме на избори, не слушайте што зборуваме на избори, а потоа вие сте ни дале доверба и сега кога сте ни дале доверба, а никој не им дал доверба за промена на име, за големи работи кои се случија, никој не дал доверба. Значи, а потоа вие сте ни избрале, сега оставите ние да владееме како сакаме. Затоа што ние најдобро знаеме како треба. Тоа е наративот кој што се оправдуваат сите жаби што подоа народот мора да ги проголта. Господине Марковски, што ќе направите под предпоставка во изборот за председател? Што е нешто прво ќе го направите на линија на одбрана на македонството и на линија на одбрана на сите оние два, не на сите, него на оние два договори што го нарушија максимално, ајде така да се изразам по ваши, имунолошкиот систем на оваа држава, поготоа на македонскиот народ како државотворен народ. Што ќе направите да застанете во зајакнување на тој имунолошки систем на националното, на македонството? Може да се направи многу. Значи, основно што е? Основно е председателот треба да ги обедини сите сили во Македонија, да биде личност која ќе испровоцира создавање на една заедничка платформа, витална на сите партии, која ќе ги штити државните интереси, пред се државните интереси, меѓутоа интересите и на македонскиот народ и на останатите граѓани во Македонија. Ние не можеме слепо во денешно време, каде што има премногу вриење во светот, да се приколнуваме кон една и кон друга или кон друга страна и да бидеме како вејка на ветрот. Мораме да имаме национална стратегија и таа стратегија мора да биде за следните 10 години, за следните 30 години, за следните 50 години, бидејќи јас лично сметам дека ова сега нас што ни се случува не е случајно и дека е некаква стратегија од пред 100 години. Значи, не е прв пат, има многу обиди за бришење, некогаш е успеало, има народи кои се избришени од картата на светот и не е прв пат. Значи, уште за римско време постоело расселување на народи, делење на народи, нели, раздели па владеј и така натаму. Ова што ни се случува сега нас, на македонците, е геноцид. Ние не можеме основните човекови права да ги оствариме дури ни во сопствената држава. И тоа мораме да го промениме. Не можеме ние да се страмиме да се наречеме македонец. Да не можеме да зборуваме, да се правдаме дали ние зборуваме на македонски јазик. Дали нашиот јазик случајно, како што теоретичарите на фалсификатот историски што го прават од соседната источна држава, нели, од Бугарија, кои викаат некаде дојдовме ние во 7 век и само што дојдовме толку бевме напредни, создадовме јазик и го проширивме низ целото словенско население. Значи, милениумско е постоење на македонскиот народ. Сакаме свесно или несвесно да го избришиме постоењето на старите цивилизации. 4000 години пред Христа има вавилонска цивилизација со универзитети кои се на ниво на денешните. Дури се смета дека некои до 70% од звездите се со имиња од тогаш, значи имало многу развиена наука и ние одеднаш сакаме да покажеме дека се почнува во светот нов поредок некаде после средниот век, нели, некаде од создавањето на големиве западни држави, дека тоа е почетокот на светот. Значи почетокот на светот е многу пред тоа. Конкретно,
што ќе направите, имате ли идеја што ќе направите во однос на овие два договори, оној со Грција, и што можете да направите е прашањето од позиција, од функција на председател, и овој што е договорот за пријателство во наводници, нели, што го имаме со Бугарија? Поединец не може да направи ништо. Добро, но вие ќе бидете на функција председател. Значи, мора да се создаде клима, мора да се објасни на нашите пријатели. Значи, мораме да одиме, не можеме преку ноќ, мораме да видиме први кои ни се пријатели. Мораме да имаме кои ни се пријатели, кои ни се непријатели. Историски гледано, односно со некои држави, например, за мене, Соединените американски држави ни се пријатели, меѓутоа ми смета ова фобија од Русија. Нас и Русија треба да ни биде пријател, БРИКС треба да ни бидат пријатели, антифашистичкиот фронт, бидејќи ние скапо ја плативме слободата. Ние имаме држава, современа држава, нели, на темелите на Коминтерната. Таму имаме многу успешни македонци. Тоа се Ѓорѓе Димитров, тоа се Димитар Влахов и Методија Шаторов Шарло. Не е случајно Коминтерната делумично го реши тоа прашање. И ние во таа Втора светска војна имаме многу жртви и крваво сме си ја заслужиле слободата. И ние мора да бидеме во тој антифашистички фронт. Нели, знаеме кои држави беа во антифашистичкиот фронт. И со сите тие држави, меѓутоа ако ние одиме со чувство на помала вредност во разговори со тие пријатели, ја не верувам дека некој на овие пријатели им кажа, луѓе, нас ни е важно да опстане државата. Меѓутоа, поважно ни е да опстане нацијата и народот. Бидејќи држави да изгубиме, ќе ја вратиме. Меѓутоа, ако ги изгубиме основните обележја, како што тргнаа, тогаш ние нема да постоиме и вие не сте ни пријатели ако тука не одбраните. Значи, од тука сите овие договори се, како да кажам, па преспанскиот по многу стручни експерти е ништавен, не е правилен. Тоа е, како да кажам, нема рамноправни странки, има една страна која има обврски, а другата страна има привилегии. Значи, тука се фактички тоа се ултиматуми, не се договори. Ултиматуми на некој начин се, како да кажам, како да сме некоја окупирана држава која морала да прифати се. Така да, ако има, затоа реков, не може еден човек, меѓутоа ако има волја, ќе се разговара и со експерти, и со се, едноставно треба да се разговара и зошто се направило тоа, кои се причините. Зошто морало такви договори? Значи, договор во кој ти ќе се бришеш како народ. Нели, гледаме сега и со документите кои ни беше ветувано дека бетон е идентитетот за гарантирано, гледаме сега одеднаш, нели, и затоа и се доцни со промената на документите, затоа што требаше да се направи, да се заборави тоа што се ветувало дека ние сме си македонци, дека така натаму, и тоа гледаме дека сега сме граѓани на Република Северна Македонија. И тоа право, тоа е човеково право, и не смееме да дозволиме како генерација тоа заживува веќе. И замислите сега на следниви избори да победи опција која тоа го направила. Тоа значи веќе потврдување на овие вредности. Да, тоа значи веќе излегува одредени аналитичари како ние треба да градиме, нели, да не ни интересира историја, да градиме нов идентитет. Тоа е страшно и тоа е погубно. Ние мораме да учиме историја затоа што историјата ни покажува кои сме биле и кои треба да бидеме. И сега, на помош можеме да и со современата медицина исто помага, има генетика каде што веќе може да се пратат од татко на син и 40.000 години назад кои гени доминираат. И јасно е по повеќето институти кои се занимаваат со врвни институти дека во Македонија има најголем процент на антички гени, нели, се пренесуваат тие гени од татко на син, тој локус на гени. Така да нема договор и нема состојба во светот која не се променила, нели? Па дури гледаме дека и овој антифашистички фронт сега веќе се менува наративот дека всушност, не знам, Аушвиц не бил од германците, бил од пољаците, нели, тоа од врвни политичари, дека нацистите не биле баш така нацисти, така да ништо не е фиксно. Дали вие како од позиција на председател, затоа што колку што знам имате вие право да назначите врховни суди, уставни суди и така, во право сум мислам. Да, има. Прашањето ми е, дали може
чисто за јавноста да биде запознаена, од позиција на председател да се побара, да се придвижи обвинение, да се покрене обвинение за велепредавство, за ставање на сопствениот народ во подредена, понижена состојба пред странски држави и пред соседни држави. Дали може тоа еден председател да го направи? Значи, да се побара одговорност, сигурно може и треба. Меѓутоа, јас би се осврнал на нешто друго. Во оној момент, ние имаме држава, имаме институции, кои се независни, кои требаше да бранат државата независно од било кој председател. Тие институции, пред се безбедностни. Ние кога се потпишуваше Преспанскиот договор, ние немавме одлука на парламентот. Немавме консултација со обвинителството. Значи, оној момент кога се врати Никола Димитров во Македонија, требаше да биде уапсен. Бидејќи го прекршил уставот. Значи, нема платформа, нема во парламент изгласано платформа, нема изгласано, значи, тоа е направено, он има право. Значи, тие се тројца што представуваат државата. И не е наивно. Министер за надворешни председателот на државата, премиерот и министерот за надворешни. И нивните потписи се валидни во меѓународно право. Меѓутоа, ниту морално, ниту законска, он не поднесе последици. Значи, требаше веднаш овие институции. Први не смееше да му дозволат. Значи, тие се институции АНАБА, Агенцијата за разузнавање на председателот, требаше да го спречат. Бидејќи они се избрани на одреден устав и закони. Они го подпиша, со подпишувањето го прекршија нашиот устав, така? А потоа го сменија уставот. Значи, во тој момент направија тешки кривични дела и целата процедура може да се побара законитост, да се преиспита законитост. За жал морам да кажам дека јас што разговарав со правници и експерти, беше можноста да се постави на Уставен суд начинот на донесување на Уставот и објавувањето во службен весник. Ако се сеќавате, во службен вестник не го потпиша председателот на државата, туку го потпиша председателот на парламентот при жив председател и присутен. Да, меѓутоа одредени структури патриотски побрзаа патриотски во наводници, побрзаа со поднесок до Уставен суд и Уставен суд под хитна постапка донесе одлука дека во право бил председателот на собрание што го потпишал, ако се сеќавате, во Србија имаше за тоа објавување во службен весник со несоодветен потпис, луѓето завршија во затвор со кривични дела. И тоа беше една од можностите што добронамерни веројатно мислат или се прикажуваат дека избрзаа во ја поднесува таа иницијатива и под хитно одговори Уставен суд, за месец-два, да каже дека постапката е уставна. Ако го спомнавме, бившиот министр за надворешни, кој што беше алфа и омега во тие договори, оној во нивица и со подпишувањето на договора за добро соседство со Бугарија, излезе дека деновие пак се посипува со пепел, иако тогаш тврдеше дека ние со тие договори ќе влеземе експресно во ЕУ, сега гледам дава некои изјави дека и покрај промена на името нема шанси да влеземе во ЕУ. Иако официјалниот наратив на овие што се на власт, поготоа на премиерот, е дека до 2030 влегуваме, сите сме свесни дека е тоа празни предизборни ветувања дека се тоа. Кажете ми, сами спомнавте, зошто, од каде потекнува тоа, би рекол, и индивидуално лицемерие, затворање очи пред реалноста, пред фактите, пред она што го кажавте вие, историските наследства што ги, или и поблиски и подалечни, што ни кажуваат многу кон каде оди овој свет и каков е овој свет. И она лицемерие на ниво на, спомнавте вие сам, разузнавачки служби кои очигледно лошо си ја завршија работата и што се однесува до овие договори, и што се однесува според мене, тоа е моje лично мислење, од осамостојувањето на Македонија
па до денес. Од зората на самостојувањето, самото осамостојување и денес. Ја спомнавте таа агенција за разузнавање што е под капата на председателот. Дали сметате дека таа досега добро ја врши работата, и ако го кажавте своето мислење меѓу редови, и што би направиле да ја реформирате ли кога ќе дојдете на председателска функција? Не знам, што ви е идејата? Очигледно нешто не функционира. Да. За оваа другава нема да збориме, но за оваа... Ова е понова агенција. Мислам дека сега има размислување за обединување на двете агенции, меѓутоа со АНБ или Агенцијата за државна безбедност, очигледно имаме многу проблеми. Ние имавме атентат на председател, така? Имавме ни загина друг председател, имавме ни загина министер за внатрешни и ниеден од тие функционери не поднесе ни морална ни политичка одговорност. Службите за државна безбедност треба да ни ги чуваат нашите функционери, така? Од друга страна, разбирливо е, мислам дека имаше идеи, особено 98 лично сум присуствувал на разговори кога беше понудена опција кога дојде ВМРО првпат на власт, да тие служби ги растуриме по примерот на Чешка и наново да ги примиме, бидејќи тие луѓе имаат дадено некакви заклетви за некои други системи. За жал, под инерција во тој систем на Југославија е нормално да има во тие структури оделение за македонизам, да речеме. Државен екстремизам, бидејќи да се штити таа Југославија. За жал, тоа оделение, тоа се информации од јавен карактер, останува и во современа Македонија и функционира како оделение за следење на патриоти или македонизам или екстремизам. Таква држава во светот не постои. Значи во сопствената држава да бидат под специјална обработка луѓе кои се сакаат државата. Значи овие служби треба да се примат професионалци, тоа е конкретниот одговор. Да се донесат уредби, веројатно постојат, меѓутоа треба да се ослободат од политичкото влијание. Тие треба да сватат дека тие се чувари на државата. Тие треба, ако председателот на државата или премиерот се огреши кон државата, тие треба него да го апсат. Тука имаме проблем што уназад последниве децении се поставуваат партиски луѓе таму, не најстручните, него партиски, кои потоа стануваат послушници. И тука имаме еден од големите проблеми ни е и тој. Значи во тие служби мора да бидат професионалци, меѓутоа со некаква уредба да се направи едно јадро кое без разлика кој ќе биде, која партија на власт, они треба да си ја чуваат државата. Тие се тие институции неколку кои ја чуваат државата. А по пример на големиве држави, нели? Сигурно на едни Соединети американски држави или на Русија не им зависи нели тие служби кој ќе биде моментално председател или премиер и така натаму. Да, тоа е интересно како во зората на самостојувањето на бившите републики на некогашната СФРЈ, како одредени безбедносни служби, од таа служба за државна безбедност, републичките како веднаш се ставија во функција на новите држави, а како нашата држава, безбедносната служба на нашата држава, кажувате, голема е веројатност ова да е многу точно, дека до ден денска изгледа не е во служба на интересот на оваа држава, ако и се уште постојат, а постојат такви одсеци тамо служби кои што се занимаваат со прогон на вистински патриоти. Јас не можам да тврдам дека они не работат, нели? Меѓутоа, но за кого? Прашањето е за кого? Не, тоа веќе е многу суптилно прашање. Меѓутоа имаме настани кои барем морална одговорност требаше некој или да си даде оставка од директор, па може и да имаше одговорност. Значи имаме атентат на председател на држава, неразјаснет. Па имаме ни загинува председател на држава. Па имаме министер за внатрешни кој исто има сообраќајка која загинува. Знаете, се големи настани за било која држава може да дестабилизираат. И останаа за жал тоа што останаа неразчистени, неразјаснети на некој начин покажува дека нашите лидери или нашите политичари не се сосема безбедни. Значи, тие структури треба максимално да ги штитат и уште еднаш, значи, интересите на државата и државата ја чуваат тие. Не можеме, било кој интелектуалец, поединец може да даде придонес, меѓутоа тие служби се тие што ќе не зачуваат. Господине Марковски, спомнавте една политика меѓународна од позиција на председател, не би ја нарекол баш екви дистанца, но
кажавте дека генерално ќе се обидете кон сите големи светски држави, велесили, суперсили, оние кои што се членови на Советот на Обединети нации, на ова, дека ќе пробате во сите нив да најдете сојузници, пријатели. Дали сте свесни дека со самото тоа, например, што јавно го кажувате и што јас лично немам ништо против тоа, дека ќе се обидете да побарате пријатели и од Русија и од Кина, дали сметате дека со тоа ќе би предизвикале негативни реакции кај овие останативе, од кои што нели утре би побарале сојузништво, би подале и на нив рака? Дали мислите дека тие во таа секунда би застанале против вас, ова што го кажувате дека би побарале сојузници од Русија и Кина, кога гледаме каков наратив се шири по светот на нетрпеливост кон сите кои одржуваат било какви контакти со Путинова Русија, знаете, веднаш се етикетирани, сатанизирани како авторитарни, како недемократски, како љубители на тирани и така натаму. Така, ајде да појасниме. Значи не реков Кина, реков БРИКС. Значи Кина не ја спомнав, нели тој сојуз реков. Да. Понатаму не ги докажав, значи како соседи Турција. Зошто? Затоа што 2 милиони луѓе што се од Македонија во Турција си ја сакаат Македонија и се на многу функции. Значи и економски и секакви контакти треба да имаме Турција од соседиве Србија. Ели, до сега последниве децении јасни пријателски односи. Од друга страна мора да кажеме кои ни се непријатели. Да не значи би поразговарал и со Бугарија и со Грција зошто се овие непријателства, зошто бараат вакви работи кои се надвор од разумот, кои се причините, дали имаат некои стравови или некои недоразбирања. Не гледам, гледајте, светот, убаво рековте. Многу сме блиску, ние сме најверојатно 10-та цивилизација на оваа планета. Најверојатно има многу показатели дека 9 цивилизации се уништили. Ние сме на граница на уништување на оваа цивилизација и ние сега сакаме да долеваме со последните изјави нели на владината седница каде што се сатанизира Русија, што сакаме да постигнеме? Значи да се само жртвуваме, да се додворуваме пред се на нели НАТО сојузниците, ама пред се на Соединените американски држави, за да останеме на функција, која се покажа многу грешно, за да после истите тие функционери кои на некој начин со злоупотреба на некакво пријателство, прашање дека дали биле пријатели, излегуваат на црни листи. Јас сум сигурен и се надевам дека Америка и Русија нема да влезат во војна. Ако влезат во војна, ќе биде крај на цивилизацијата, така. Зошто сега ние се истрчуваме во први, сами се ставаме во први борбени редови? Па ако сака Америка да се нападне со Русија, доволно е моќна, не и треба Македонија, нели, за да војува. Они нема да војуваат. Нема да војуваат, јасно. Ако нема да војуваат, зошто правиме самите непријателства? 17 дипломати сме претерали од Русија. Единствени позитивна економска размена имаме со Русија. Не знам, големи држави како Германија, не знам, Франција си соработуваат, Турција, НАТО членки со Русија. Значи јас не викам ние да бидеме, ние сме си во НАТО сојузот и тоа ние скапо го плативме. Европска унија, јасно е дека нема да не прими. Јасно е дека ние сами не ги исполнуваме критериумите. Ние не можеме како питачи да бараме да не прими Европска унија. Кога имаме 2% Господине Марковски, ни Бугарија, ни Романија, ни Грција ги исполнуваа критериумите, па беа примени. Па беа примени по други некои критериуми. Значи ние не сме во тие, очигледно иначе ќе не приме. Да. Ние 2001 бевме лидери на Балканот и тогаш како ние ќе ја загрозевме Европа со 2 милиони луѓе, може ја да не примат. Како и денеска би ја загрозиле, истото прашање. Значи они очигледно имаат проблем, не сакат. Еве сега како нели новите проширувања се надвор од сите критериуми. Значи они имаат политички одлуки носат. Тие политички одлуки се спротивни на нивните постулати, на нивните нели копенхашки критериуми. Значи они сами се доведуваат и од друга страна сведоци сме дека Европска унија не е веќе тоа што беше, не е лидер во светот.
Веќе и овие сојузи веќе ја надмина. Така да треба да ние треба да се градиме внатре, да си го изградиме судството. Гледаме дека ни се распаѓа сега здравството, ни се распаѓа образованието. Тие системи, ако ние не ги средиме, Европска унија никогаш нема. Значи, од нас зависи. Пред се, од нас зависи. Дајте да си ги средиме тие системи, не секоја година или секоја 6 месеци ние, сега ништо не работиме, сега ќе не примат. И зошто да не примат? Зошто да не примат? Замислите во какви секој извештај тие судството, притвори, затвори, сега влеземе ние во Европска унија и сега европски граѓани дојде да го судат по нашите закони кои не сакаме да ги прилагодиме кон Европа, така? Не сакаме другите услови да ги прилагодиме. Така да точно е дека имаат они носено примано држави кои се уште им се проблем, нели? Не се уште на тоа ниво. Меѓутоа она што е основната идеја на татковците на Европска унија, веќе самата Европска унија го негира. Да, тие го рушат еден од основните начала на, како да кажам, на оние критериуми дека секој народ има право на самоопределување. Тие застана во заштита на нивна членка, партнер на Унијата, која што токму тоа го прави, го одзема правото на еден народ да се самоопредели како народ. Так. И тоа е една работа, но ние не сме уште дел од таа Унија, така што од друга страна... ние сме аспиранти, да. Не, ние сме дел од НАТО. Зошто сега тоа ќе ве прашав. Како го објаснувате тоа што наш сојузник, пак ќе кажам од наводници, од таа алијанса, од НАТО алијансата, прави се да не негира, асимилира како народ. Како тоа може да се објасни? Дел сте од еден воен сојуз, кај што утре треба да си го штитите во евентуална војна грбот еден со друг. Како е тоа можно? Тоа е тоа што треба да, значи, треба да се запрашаат први нашите лидери, дали го поставуваат тоа вака. Чекајте луѓе, ние влеговме во НАТО и дај сега вие разговарајте зошто ни се поставуваат критериуми кои не важеле за никој. Од друга страна, сведоци сме дека не се признаваат основните човекови права на нашите во тие држави. Значи, по кои критериуми? Ако сакаме и по критериумите на Обединените нации, и на Европска унија, и пресудите од Страсбург, и правата на нашите македонци во Грција, значи колку и да се, они имаат права да се самоопределат. И тие вредности треба да важат и за македонците. Така да не значи дека ние ако влеземе во тој сојуз како што сме во НАТО, ако самите не бараме или ако самите немаме стратегија за виталните, јас не верувам дека било кој од овие држави, ако објасниме луѓе, пак ќе речем, нас ни е многу важно, не постои народ кој менувал идентитет. Такво нешто нема. Не е опстанал тој народ. Ако ние смениме идентитет сега, а веќе сме во напредна фаза, нели, како северно македонци, ние за следните 10 години, 20, ќе го снемаме јазикот, ќе биде северно македонски, и потоа лесно ќе бидеме асимилирани. И тоа ни се случува пред очи. И таков пример во историјата нема. И ја не гледам пријател од НАТО кој не би не разбрал. Ние имавме проблем со сами себе. И дури кога преговаравме со соседна Грција, многу искусни политичари од Европа викаа, ама вие преговарате. Ако вие преговарате, мора да бидете еластични. Ако не преговарате, онда е веќе друго, нели? Ние преговараме да си го смениме името. Па испадна најлошата варијанта, нели, и за внатре и за надвор. Значи, ние самите можеме да го отфрлиме и треба да го отфрлиме договорот за добрососедство, затоа што влегува длабоко во нашите национални чувства. Значи, од друга страна, негирањето на македонскиот јазик носи огромни последици за историјата на човештвото, бидејќи македонскиот јазик е во основа на сите словенски јазици. Тие словени не се дојдени од зад Карпатите. Словени се по словото, нели? Така да, ако наеднаш пуштиме дека ние признаме и прифатиме со преговори, замислите дека е старобугарскиот основа на сите словенски јазици, тогаш станува проблем со идентификација на сите словенски јазици, нели, народи. И тука веќе имаме голем проблем. Па и дури Свети Кирил, нели, кога ја создава азбуката, исто и тогаш, нели, постои опасност од асимилација на словените од западните цивилизации.
И тоа веројатно е некаква можеби позадина, длабока позадина на овие процеси. И од тука, бидејќи мораме да имаме пријателски односи со сите словенски народи, бидејќи тие треба да се грижат за Македонија. Таа е прататковина, таа е основата на нивниот јазик, на нивната култура. Па да не заборавиме дека 200 години царевите од Киевска Русија се кронисувани во Охрид. Нели? Па потоа доаѓа тој среден век, темен век каде што имаме проблеми, потоа од 17 век експанзија на западната цивилизација каде што се прават преку првин има една многу интересна личност, се вика Хиеронимо Волф во Германија, кој иако не знае грчки почнува да преведува некои грчки класици и тоа некако им се допадна како некаков романтизам, каде што се првпат спомнува термин Византија, во реално време не постои, се спомнува термин Турција, во реално време не постои, се спомнува термин Грција. И после тоа во 2 века се прават 80 тома на таа историја, така наречена византијска историја. И кој сега тоа може да го исправи? Дури званично Сдруженијето на историчари, мислам дека беше 1960 година, Светското сдружение седнува, вика луѓе, ајде да го исправиме, ова е полно со глупости и небулози. И сега врз основа на таа лажна средновековна западна историја прифатија и нашите докторати, бидејќи треба да споредиш, а имаат 80 тома на византијска историја. И тука е тоа што ние треба да бидеме горди на нашето потекло и да побараме заштита и од Русија, и тоа да побараме заштита и од Украина, и од Полска, и од Србија. И зачудувачки е по мене односот на Србија на Хрватска и на Словенија кон нас. Значи, они се во Европска унија, они дозволуваат да бидеме ние негирани, па они си негираат исто дел од својата историја. Ние сме биле во една заедничка држава. И они ли се нови држави? Така да тука имаме многу причини зошто треба да бидеме ние пријатели, односно зошто по мене Русија и Украина треба да се грижат за Македонија, а не да дозволат да бидат исечени нивните корени и потоа ќе имаат проблем со идентификација и тие. Дали Вело Марковски како председателски кандидат има намера да испие кафе со некој амбасадор на голема држава која што е во Македонија? Вака сега, секако дури не сме договарани, ќе потврдите. Значи во следниот период од 10 на 12 дена јас сакам за сите овие држави, барем пријателските, да напишам колумна, да споделам до амбасадори и да очекувам да ме поканат на еден разговор каде што со дигнитет би ги кажал нашите национални државни интереси. За жал, морам да признам дека очекував многу поголема поддршка од нашите интелектуалци, кои постојано пишуваат дека се загрижени, диагностицираат дека имаме проблем во државата, меѓутоа не сакаат ништо да направат. И јас себе со еден пријател деноиве дојдовме до таков еден заклучок дека имаме многу интелектуалци кои од предпладне се големи патриоти, попладне се луѓе кои не сакаат да се замерат со едните или со другите, а навечер се некакви акционери кои треба да видат дали нешто може или некој член од семејството да има некаква корис. Тука мислам дека најмногу што мене во овој период ме изненади, што мислев дека многу од овие интелектуалци, звучни, гласни ќе застанат или ќе имаме некакво обединување на идеите. Инаку со задоволство со било кој нормално амбасадор би испил кафе и би поразговарал. Какви беа реакциите на еден ваш најблизок круг на луѓе па и фамилија кога разбра дека ќе се кандидирате за претседател на држава? Искрено, какви беа реакциите? Значи, зборам се за најблиските. Значи, јас кога носам одлуки, никогаш не носам преку ноќ. Долго ги анализирам. За било каква одлука. Така да, генерално, побарав 2-3 пати поддршка од најблиските за да го кажам. Тој ја добив таа поддршка. Значи, имам поддршка од најблиските. Генерално, народот го прифаќа. Го прифаќа, дури
еве да речеме во некаква еуфорија кога играме тенис, па нешто публика, ајде председателе навива и така натаму, нели? Мислам дека го прифаќа и препознава во мене човек кој, бидејќи они знаат дека јас обстојувам на моите ставови. Значи не сум го променил ставот и кога беше свинскиот грип, иако се подзаборави 2009 година, која исто така беше како коронава, и дека сум се борел за граѓаните пред се, за науката, за граѓаните, и знаат дека јас нема да сменам став и го препознаваат тоа. Меѓутоа, тоа што се приметува голема исплашеност. Меѓу граѓаните се многу исплашени. Особено по помалите места. Се плашат да испијат кафе, се плашат дека ќе бидат етикетирани, сликани и така натаму. Значи тоа е вака доминантно. Генерално мислам дека многу малку има одредени пријатели зошто сега ќе си имаш проблеми и така натаму. Нели, меѓутоа, еве, пак ќе повторам, ние веројатно е предодредено какви ќе бидеме и што ќе ни се случува во животот, така да ако нешто треба да се случи, ќе се случи, нели, нешто лошо. А менталитетот не е таков да обично ги повлекуваме за нозе доле. Да, значи зошто сега немој, и од една страна скоро нема човек, еве, гледате, нема човек што не поставил дека не чини во држава, дека имаме дуализам долго, па сега имаме некое тројно, нели, владење, светотројство да речеме, нели? Меѓутоа, на крај на денот пак се сведува, ама знаеш, ај они како ќе решат. Ем не чини, ем пак оставаме, или пак, особено во овој период на избори, наметнаа големите партии да има незаинтересираност, нив им одговара тоа. И сега, ние сме незаинтересирани, а потоа 4 години ќе плачеме. Кои ќе дојдат избори, повторно ќе не неутрализираат и ние повторно ќе плачеме. Што е оно што инфектологот Вело Марковски најмногу го боли што не беше послушан во екот на пандемијата COVID-19? Што да речам, мислам дека за многу работи бев послушан. Меѓутоа не целосно. Отидовме со многу жртви, завршивме. Неоправдано. Тоа ми беше и поентата, затоа што се околу 20.000 жртви, мислам, прекумерни смртни случаи. Значи ќе поминевме многу подобро со многу помалце потрошени пари. Мислам дека го имам кажано, нема да спомнувам луѓе, имиња, меѓутоа пред да излезам во јавност, тие луѓе се живи, здрави, знаат да можат да потврдат. Јас се понудив како граѓанин на тогашната власт дека со зборовите го знам сценариото за најмалце година и пол. Сакам да помогнам. Јас сум ве слушнал тоа и на емисија сте го кажали. Не бев примен. Потоа првите емисии беа анализирани, имам дали е точно не знам, и да дури и на владени седници беа анализирани, голем дел послуша околу респираторите, клиниката многу рано ги тргна, збором за инфективна клиника. И тоа не послуша за концептот. Например? Секоја епидемија или пандемија треба да решат матичните доктори. Имаш илјадници, не може да идат на клиника. Клиниките, која да е, има капацитет од 100-200 болни. Тоа е, значи, ако се сеќавате, немојте да одите на доктор, заштедите ги. Се сеќавате? Да. За разлика од Србија која викаше секој да оди на доктор. И мора да оди на доктор. Тоа беше еден голем проблем. Вториот голем проблем, кој ќе споредите, најголема смртност имаме на оделенија на кои им се наложи да лечат луѓе за кои не се специализирани. Тоа е казниво и со закон. Да речеме, ковид пациенти лежеа на, не знам, на очно, на ушно, на кожно, на клиники кои се експерти, субспецијалисти у своја област. Тој одочно веќе се 30 години работи само на око. Значи не можеш да му дадеш зошто сега матичниот доктор го тргаш, кој знае повише, бидејќи постојано со инфекции, а го даваш на некој субспецијалист да ги види. Тука исто имавме голема смртност. Премногу давање, што исто не ме послуша, критериумите за разграничување меѓу вирусна и бактеријска инфекција. Значи јас направив труд, водич за лекување, кој се објави во меѓународно списание и повеќе од 10 меѓународни списанија ми го побараа тој труд. Имаше големо влијание тој труд. За жал кај нас не сака да го прифатат. Значи, вирусна инфекција не треба да се лекува. Пред се не со антибиотици.
Огромни Апсолутно количини дававме на антибиотици за време на вирусна инфекција и потоа 99% од случаите што не умре од бактериски пневмонии, не умре од вирус. Од компликации што е нормално при вирусни инфекции. И тие бактериски компликации не ги лекувавме правилно. Премногу стававме на респиратори, премногу дававме кислород и немавме доктрина и тука не ме послуша, значи јас побарав да правиме обуки по докторите, дури и сам на Teams платформа сам финансирав трибини, 2 трибини на кои седнаа, мислам дека седнаа околу 400-500 доктори, меѓутоа очекував дека ќе седнат 3000, бидејќи беше бесплатно, чисто, да нема суета, како едно размислување, слушни го, не мора да го прифатиш. Да. Имаше доктори, да речеме, кои ми се јавија после тоа и дека после тие трибини, на тие доктрини, дека има многу мала смртност. Многу мала смртност ги лечеа тие пациенти по тие критериуми. Да, сето тоа е жално, што ние толку многу, иако јас помогнав на многу луѓе, и директно, што ми се јавам, и тоа индиректно со ставовите, и исто така сметам дека, можеби, поради моите ставови, меѓутоа, и некако на периферија бевме, немаме толков опфат со така наречените вакцини, бидејќи тие не беа вакцини. И мислам дека за тоа веќе не треба да се полемизира. Тоа не се вакцини. Да. Значи тие за корона Што беа тоа, доктор? Тоа беа некаков, како да кажам, генетски материјал, некаков експеримент. Значи дури врховен суд на генетска терапија некоја. Или како да кажам? Комбинација која е во експеримент, која се даваше на глувци, се виде дека не е баш така како што планира, од надвор да влеземе ние во самата клетка, не сме на тоа ниво на медицина да ние командаме клетката. Од друга страна, самите производители во нивните студии, да речеме Pfizer, кажа дека нема антитела. Тогаш направија нешто што не сме да направат, епидемиолошки студии, па сега ќе земе 30.000 вакцинирани, 30.000 невакцинирани, па кој поише потешко, значи нешто што тешко се докажува. Тоа Врховниот суд на Америка пресуди, по барање на господинот Кенеди, и пресуди дека тоа не се вакцини. Тоа е последна судска одлука, нема после тоа. Значи излезе дека е прелажана целокупната, или да кажем огромен процент од светската популација со наративот за вакцини. Се направи паника. Значи во таа паника одредени производители спремни, кои си го гледаат бизнес интересот, што е на некој начин се направи таа паника, нели? Видите, тоа не е како да кажам, не е толку за осуда, бидејќи секоја компанија мисли дека прави некој добар производ. Проблем е што системите кои треба да се одбранат затаија. Значи немаше по државите комисии, немаше проверка на тие вакцини. Ме разбирате? Значи, вие ми нудите мене, не знам, Мерцедес пакувам во Фичо, ја треба да го проверам дали е тоа навистина Мерцедес. Значи, ние не ги проверивме тие вакцини, односно не постоеше институција која ќе ги провери. Процедурата беше скратена. Значи, самите производители, јас имам колуна сега, не ги паметам датите, меѓутоа на самиот Pfizer, последната фаза, мислам дека му беше некаде мај 21 и така натаму. Значи, многу порано, со процедурата незавршена, вакцинирањето почна. Особено со овие новите РНА и ДНА вакцини. За разлика од класичната вакцина, која правеа Синовак и кинезите, таа беше класична вакцина, таа не може да направи последици. Така да тие неколку моменти кои за жал ќе останат така. Слично беше и за свинскиот грип, нели? Науката збореше едно, експертите од интерес збореа друго, и кога мислевме дека они ќе бидат казнети, не беа воопшто. Дали некој денес конкретно кај нас прави некоја анализа, евалуација на сите овие работи за кои што зборуваме, што се случува во пандемијата? Дали некој работи да се види што беа грешките, што беа позитивните работи, зошто дојде до толкова смртност? Дали ќе видиме некогаш таква студија, да кажем, изработена од експерти од таа област? И зошто во принцип, јас ќе дадам делумно одговор на прашањето, зошто во принцип кај нас имаме некој таков менталитет кој што обично сака да ги турка работите под тепих, да не се соочиме со... Не е само кај нас. Да, веројатно не е само кај нас. Зачудувачки е што
такви големи настани ние ги забораваме. Не само ние, сите. Не можам да се објаснам како одеднаш сега, еве, ние пред 2 години како да не било, како да нели, не се сеќаваме на тие бурни настани кога бевме затварани, кога бевме нели чувани по карантини и така натаму. Многу чудни работи се случува и мислам дека нема да има разврска. Знаете, има нарачувано да речеме лимени сандаци, од тоа е правен бизнис. Дури од тоа е правен бизнис. Па се става, а луѓето не можеа да си ги видат во лимени сандаци, иако короната не е карантинска болест. Ниту пак има, ниту пак се пренесува нели од умрен човек на жив човек. Значи имаше толку многу аномалии, толку многу бизнис идеи се истераа во тој период и се одеднаш, меѓутоа мора да се анализира. Зошто? Затоа што секоја сега еве зголемен број, не е ни епидемија со грип или со нека горно-респираторна инфекција, одма се крстува како корона. Понатаму се продолжува со тие PCR тестови. Значи тоа, ајде, ако моментот бевме збунети, тоа јасно е дека тие не се релевантни за дефинитивна диагноза. Може ориентационно да му помогна на докторот. Меѓутоа сега после толку време, кога имате вие за 4 дена се прават антитела, за 10 до 14 дена веќе имате тестови што валидно можат да измерат антитела и тука нема лага. Кога имаме антитела ние на тој вирус, тука веќе нема лага. Тука можеме да видиме дали е покрај вирусот или има нешто друго. А ние не ги правиме тие тестови, се уште не мериме антитела. Од трета страна, реално е да се очекува дека ќе бидеме многу брзо нападнати од некој друг причинител. Ако ние сега... На што мислите, било кој друго? Некаква пандемија. Да речеме, ние, тоа што не анализиравме, нели, сарсот што ни беше 2002 и таму 15-16, скапо го плативме. Што не анализиравме зошто така наречениот свински грип во 2009, нели, веднаш го заборавивме, да не ни се повтори. Ние не анализиравме зошто беше прогласена пандемија во година кога 10 години пред 2009 и 10 години после 2009, кои ќе земете тие 20 години, во 2009 година имате најневирулентен вирус на грип. Најмалце заболени, најмалце умрени. Најмалце умрени. Ако тогаш изанализиравме дека има злоупотреба, дека на СЗО не може да се верува, немаше да ни се случи ова сега. Ако сега ние не изанализираме, следната пандемија тогаш ќе поминеме ужасно лошо. Значи мора да имаме тела, мора да имаме тело национално, мора да имаме регионално тело, бидејќи имаме специфики. Кој што горе-доле ставувам самостојно ќе одлучува за некои работи. Стручно, значи ниту јас можам, доволно е 4 до 5 луѓе државата може да ги плаќа неколку пати да следи и вакцини, имаме тука проблеми со вакцините, нели, да сте зборувале за вакциналните картони кај нас. Добро, докажете се. Регионално. Знаете, прекумерната смртност. Зачудувачки, со црно обоени се. Русија, Бугарија на второ место, Србија која помина одлично од корона, меѓутоа со прекумерна смртност на трето и на четврто место Македонија. Нашиве соседи се далеко од прекумерната смртност. Значи ние мора да анализираме регионално зошто сме ние со најголема смртност, затоа што повторно ќе ни се случи. Сега можеме ние да си преспиеме. Меѓутоа, ако сега не анализираме, ќе имаме многу проблеми. Многу ви благодарам, господине Вело Марковски, за отвореноста и искреноста. Ви посакувам многу добар пат низ председателската кампања. Да се надеваме дека ќе станете председател на државава. Иако малку сум загрижен затоа што исто како и во време на пандемијата и сега имате ставови кои што се очигледно против ветрот, на она што сакаа да го слушаат, нели, големите играчи на големата шаховска табла на светот, но може тоа да биде на крајот на краиштата и ваша предност, затоа што луѓето веќе не се толку, би рекол, ниту наивни, ниту глупави како што биле пред 40-50 години. Некои работи почнаа да ги разбираат.
Ви благодарам на поканата. Значи јас ја сакам Македонија, го сакам македонецот, го сакам човекот и животот во сите облици и се надевам дека не може да биде греф и не смее да биде сватен од било кој греф да си го сакаш сопствениот род. Многу ви благодарам, драги гледачи. Ова беше господинот Вело Марковски, председателски независен кандидат, а вие гледавте Лизгачки старт на М телевизија. Се гледаме следниот пат.